Скопските градоначалници се почесто објавуваат видеа од рушење на дивоградби, испраќајќи порака дека ја почнале борбата против урбаниот хаос и мафија. Ова е позитивен сигнал и долгоочекуван чекор за ставање на ред во досегашното градежно беззаконие во Скопје. Но дали и каде ова рушење ќе продолжи? Сега се почна само со уривање мали објекти и шупи, затрупување темели, рушење на ситни доградби и магазини од по 50 на квадрати. Да, тие објекти треба да се рушат ако се изградени незаконски, затоа што законот мора да важи за сите, но јавноста со право прашува кога ќе почне вистинската борба против урбаната мафија, затоа што Скопје не го унаказија шупите, туку зградуриите што во минатото никнуваа без дозволи и без планови, надвор од секој нормален дуб. Граѓаните сакаат да видат багери и инспектори пред дивоизградените поголеми објекти, многукатници. Оти борбата против урбанистичкиот хаос не се мери со бројот на видеата објавени на Facebook, туку со подготвеноста силно да се удри во срцето на скопската урбанистичка мафија.